Пластичните кеси се втор најзастапен отпад во животната средина после од пушоците од цигари. Само во Македонија се употребуваат околу половина милиарда пластични кеси годишно. Таквиот отпад тешко се управува. Најчесто завршува насекаде околу нас. Помалку пластични кеси значи почиста животна средина, поздрави земјоделски производи, подобро здравје за секој од нас. Штетните состојки од пластичната кеса трајно ги уништуваат природните ресурси и остануваат во храната која јадеме, водата, воздухот. Секој граѓанин може да тргне од сопствените навики. Речи си секогаш кога ќе купите нешто во продавница, ќе добиете пластична кеса. По навика не размислувате за тоа какви штети се прават со тоа. Светската потрошувачка на најлонски кеси годишно достигнува меѓу 500 милиони и милиарда парчиња. Меѓу земјите во кои е забрането нивно производство се Кина, Јужна Африка, Тајван, Бангладеш, Бутан, Израел и Руанда. Македонија беше меѓу првите земји во Европа која ги забрани најлонските кеси за употреба во трговијата. Најлонските кеси кои се даваат во продавниците, а кои порано и во Македонија беа бесплатни, се најголемиот загадувач на животната средина. Иако во Македонија беше донесена наредба од 1 јануари 2009 година за забрана на употреба на кеси изработени од најлонски маси во продавници, деловни простории и пазари каде што се врши трговија на мало, многу ретко се почитува. Забраната се однесува само на најлонски кеси со капацитет помал од 5 килограми. Оние поголемите може да се употребуваат, а купувачите да ги плаќаат. Поголемите маркети воведоа биоразградливи кеси кои дел од маркетите не ги наплатуваат, а во дел се продаваат по 2 динари. Додека пак во помалите продавници се уште се користат пластичните кеси и тоа се наплатуваат по денар или 2. За штетите од употребата на најлонските кеси сведочат многу научни трудови. Тие јасно кажуваат дека ова е сериозен проблем за животната средина. Според Сладјана Стаменкова од Сдруженијето Екозвон, забраната треба да биде целокупна, затоа што за производство се потребни 5 секунди, за користење 5 минути, а за нивно разградување од 500 до 1000 години. Таа за прва Скопска изјави дека во наредниот период Сдруженијето планира да спроведе едукативни настани во училиштата и градинките за штетното влијание на пластиката врз животната средина. Најлонските кеси, како и пластиката, се разградуваат полека и се распаѓаат на микроскопски отровни супстанци кои се нарекуваат полимери, а кои ги загадуваат почвата и водата и преку нив влегуваат во процесите на производство на храна. Рециклирањето на најлонските кеси е премногу скапо во споредба со цената на суровините од кои се направени, со што штетите од нивното користење постојано се зголемуваат. Најлонските кеси се уште се наше секојдневие, но штетното влијание од нив не треба да го заборавиме и секој поединец треба да се запраша пред да фрли пластична кеса во природата.